Ви се бенди са песничево пред мене. Имате приметено дека македонскиве поп пеачки имат песни од типот Знај, јас знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам јас и ти ке дознаеш. Hello, јас знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знаела таја. Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, Ви се бенди са песничево пред мене. Имате приметено дека македонскиве поп пеачки имат песни од типот Знај, јас знам дека знаеш ти, ке дознаеш пред крај, дека ништо не ти вреди, се што знам јас и ти ке дознаеш. Hello, јас знам, ти не знаеш, ама ако знаеш све, зошто песнава? Знаела таја. Господе! Ако, значи, песна се пиши, те сакам, не можам без тебе, веќе изгорев, Igor, ja go gledam tu arhitekturu, gledam te skulpture, onako, ajde da akademski priđem svemu tome, koji to stil? Mi ljudi na Balkanu gradimo novi stil umetnosti. Ja sam ubeđena u to. To je nešto kao, da kažemo, spoj naive i baroka. Naivno verujemo da smo i dalje u baroku. Tako da, lepo je, ali tu smo gde smo. Ja se izvinjavam, ja pričam, a nisam se ni predstavila, to nije red. Moje ime je Marijana Ranđelović, ja sam glumica i prva stand-up komičarka u Srbiji. Hvala. Marijana Ranđelović, već ste zaboravili. Da. Marijana kao Maja Marijana, samo što je ona vikend devojka, videli ste po plakatima, a ja sam, ko što vidite, aktivna i radnim danima. Пак влага оваа медицинскава сестра со ринглите. Како влага, ја викам чекај да го покријам Стојко да не го види како се брчка у тоа гелот. Кога гледам па салфета стаена. Викам, ој докторов болje да джепароши овие новиве двокатни автобуси него што се занимава со отечени ташаци. Влага сестрава, носи друга сонда и вика, докторе, сондата што ја имате од први спрата, таму апаратот е Хитачи. Али вчера го замениле со овој апаратот трети спрат што е Сименс, а вие работите на апарат Грундик. Затоа дајте ми ја таа сонда што е Хитачи, а ќе ви ја дам оваа од Грундик. Докторот вака ја погледна, сестра виде, не виде, ми се насмеа па и искочи надвор. Докторов тргна по неа да заклучи врата, али виде дека нема клjuč. Се врати назад, седна до мене и па почна со сондата. Како почна сестра со рингливе, па влага внатре. И држи клjuč у руке му вика, докторе, донесов клjuč од ординацијата, у случај некоја будала да не влезе, нема смисла пациентот лежи гол тука да не му... И така едно време, после, значи, оваа со Танаско, оваа со мене, другата со мене, и така едно време, после едно време гледаш, они меѓу себе се лапаат. Па едно време, ја и Танаско се гледаме. Ај, нема да се лапаме. Бугарија е, брат, проаѓа све, разбираш. Павката е тука некаде. И завршува у 1 саат журката, искачаме надвор у 1 саат, у Софија. У 1 саат ќоро пиле нема на улица, али дискотеките се пуни. И тие стриптиз барови, све е фул, али по улица само таксисти.
U 1 sat, maglovito време, октомври, така нещо, септември, октомври, малце фаќа магла, ладно. Ја Танаски, двете Марии, Павката, не знам кај. И искачаме навори, Марија мене ми вика: "Оти јас борам, брат. Он ги лапа, ја му им правам." И ми вика: "Еми, Бојане, обаче, какво ще правиме сега?" Какво ще правиме сега, ти отурам? Kad se veš mašina pokvari, mi je bacamo u reku. I to u našim mozgovima ima smisla, kao veš mašina je radila na vodu, reka je na vodu, sad si kući. Niko nikad nije prešao preko mosta tamo kod mene. Evo te, svi idemo preko, kao, zgazi na Gorenje, pa zgazi na Boš, pa to dalje, i na drugoj smo strani. Igramo Super Mario preko reke. I kao Evropska unija dolazi s pravilima, jel? To je ono što mi radimo, to mi u Srbiji, ne znam kako je kod vas. Mi volimo se kurčimo. Što mi volimo se kurčimo? Ste primetili to? Brate mili, Srbija do Tokija. Kad god neko izgovori Srbija do Tokija, Srbija postane manja. Kao predivno je, zato što mi volimo se kurčimo sa Japancima. Znaš, jer Japan je tamo negde, oni su tehnološki, brate mili, ja se sećam kad sam prvi put sreo Japance, koliko je to bilo meni zabavno. Mi smo bili u Budvi, na festivalu u Budvi. Хемороидите продолжија крваво да ме мачаат. И ја така еден ден читам, листам весници, шо да видам, се отворила нова приватна болница у Скопје и како гостин у болницава поканет познатиот руски експерт за лечење хемороиди со еден третман, славниот доктор Винокуров. Сега, за шо се смеете? За ова Винокуров или за ова што лечи хемороиди со еден третман? За Винокуров, така? Čovječe, ono gde ja živim je Srbija, kod nas na Balkanu i dan danas po tradiciji, kad se veš mašina pokvari, mi je bacamo u reku. I to u našim mozgovima ima smisla, kao veš mašina je radila na vodu, reka je na vodu, sad si kući. Niko nikad nije prešao preko mosta tamo kod mene. Evo te, svi idemo preko, kao, zgazi na Gorenje, pa zgazi na Boš. I'm sure most of you who follow politics and kind of will remember this. The guy appears on TV. He appears on TV, maximum audience, he says. And he looks at the camera and he says, "I did not have sex with that woman." Bill Clinton. Megale, she gave you a blowjob in the anal office. So this tells you that blowjob is completely legal. It's not sex. So next time, for the men, you can tell her, "Give me a blowjob." "What are you saying?" "It's okay. The American president got a blowjob in the anal office. It's okay. There is no problem. It's completely legal." Yeah. So this Vladimir comes in. No. We are going to denazify a Jewish president. What I'm surprised is that Israel hasn't said anything. When normally Israelis. На толку крварење, ја хемороиди од втора категорија. Па викам, тоа е неправда, бе, докторе. Јагнето, шарско цицалче, прва категорија. Виното, скупо, прва категорија. Цигарите директ од фри шоп, прва категорија. Феферонките од оние малине љути, прва категорија. Себе, докторе, прва категорија, на крај сметката делукс категорија, а хемороидиве пукнати од втора категорија. Немој да викаш, ми вели. Смири се. Сега јас морам да го сопрам крварењето, инаку отиде на операција. Ја викам, докторе, прави што ќе правиш само да ме спасиш од оваа екстрасензитив со 4 крилца. Не се секирај, сега ќе ти препишам 7 инекции, се ставаат 7 дена. Инекциите еве ти ги на рецепт, можеш да ги најдеш во нашите ценети аптеки, ако ги нема во нашите аптеки, оди купи ги во Грција. Викам, како го каже ова Грција, ко Грција да е кај Катланова. И воопшто да не се плаши. Mali, zini i reci, dobro, to je angina. Jebote, medicinari 6 godina idu na fakultet i za 6 godina ih nauče. Kada otvoriš usta i kažeš on nastavi angina. I to je to. I nikada nisam znao ta pravila, jebote, kako oni zapravo daju lekove ljudima. Da, 37 sa 5, neka pije na 4 sata po jednu.
37 sa 8 na 6 sati po 2 tablete. Znaš, kako oni to proizvoljno rade, jebote? Ja se kladim da su VMRO, DPMNE napravili lekari. Jer su tako proizvoljno bukvalno bili u fazonu, ajde da nađemo neka slova da nam se zove stranka. Ajde, VMRO, DPMNE, sad i dosta je, ajde u redu, vrate, piše. Jebote, živ. Neću da se šalim na račun politike, zato što, eto, mi smo izabrali Vučića i možda nije okej da se šalim na taj račun. Vedrije strane. Evo, na primjer, ne znam, evo, na primjer imate Perut. Ne kažem, ali možda neko ima Perut. Mislim, naravno da se neće javiti. Ne vidi se odmah da znate i to sve. Ne, mislim, nije to nešto strašno, ono, kad čovek ima Perut. Mislim, jes malo luzerski, ono, znaš, ali nije smak sveta, znaš. U situaciji da imate Perut, mislite na ljude koji uopšte nemaju kosu. Šta bi oni dali za tih par masnih dlaka s belim trunčicama, a? Jel' tako, gospodin? Pa. Tako da ako nekome treba belo večeras, to je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže, tako da ako nekome treba belo večeras, to je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže, danas ispitujem, da vidimo ko nije učio. Znaš kao, neko će da se javi i da kaže, ja nisam učio, ako biste mogli da mi date keca. Evo, pošteno, to se nikad nije desilo, jevo. Ja kad nisam učio, ja sam ćutao normalno. Odu ljudi kod lekara. Odeš kod lekara. Odvedeš dete, na primjer. Prvo šta te pita lekar? Šta je malom? Bolestan je. Dobro, a šta mu je? Uhvatio je sestru za dupe. Ајке речеме, овие србите не утепаа со тоа турбофолкот. Ама шо да кажеме бе за македонскиот фолклор бе луѓе? Шо да кажам? Срам ми е да го испеам. Или е за секс или е за пијан, дури трето нема. Не бе јасно, сега ќе ви кажам. Еве, ќе испеам една лајт песничка, така лекичка, чисто да ме воведам у темата. Абре воденичаре. Ја знаеш така? Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, тука имаш сега варијации, море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Се алма една хардкор јака. Кој ти го тури жено? Името. Овако за Македонија ми доаѓа. Кој ти го тури? Зна дека као Есма е Олимпија, мајката на Александар Македонски, а Лозано е Александар Македонски, па сега као тие се у некој инцестуозен однос, па после секс Есма овај Олимпија му вика на Александар: море, синко, мајчин, како прцаш, ама ај доста ме прцаш, мене оди малку прцај го светот, па направи од него голема империја, па вие од твоето племе да ти прават споменици, кај стигна джавте, куравте. Абе, луѓе, штета што не им се допадна песнава на народот и на овие фейсбуковци, бе. Па мораше Луј први Портокаловио да се јавува да ја забрани да не иде на Евровизија. Па излезе она империја, клекни и по серија. Мислам, стварно штета, пошто Есма и Лозано се прекрасен дуето. Маме да удаe, межа дугеа, беа јабокок, бова да глок. Викам, шо е ова бе, викам, шо е бе паско ова, викам, па ова е типична афричка песна на афрички јазик, викам, Донски вика, се лажеш, глумец, се лажеш, паско, ајде пушти ме уште еднаш, да ја слушаме по ова и па ми ја пушта.
Mame da je udaje, mene šaptuje, bejoj da okog, voda da gljog. I gledam vaka nasmejani, vaka me gledat, ajde me, kaži ga. Викам, Луја, ништо, викам, не разбирам, ова е на афрички јазик. И донски овој ми вика, абе, каков афрички, ова е старо македонски, бе, будало. Слушај каков е преводот на денешно македонски. И тогаш сапеа. Мама ми даде урда и леп, а мен... Nećeš ništa raditi, to je okej. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će, nažalost, večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način kako uz pomoć dobre folk muzike možete da lepo nasmejete voljenu osobu. Priđete joj i izjavite joj ljubav i čekate da se ona smeška. Priđete joj i kažete joj volim te. Vidi kako se smeje. Vidi. Ili, još bolje, ako nećete na našem da pričate, nađite devojku iz inostranstva i isto uz zvuke nekog narodnjaka. Sve to isto uradite šapatom samo na engleskom. Priđete, zagrlite i kažete aj, DJ Videos. Hvala ti puno. Hvala vama, divna ste publika, dajte aplauz za ovu devojku. Hvala vam puno. Ja sam Filip Ugrenović. Divni ste. Hvala na pozivu. Ако дое вај од образование, од кефке не е. Добро, него да го разбереме човекот, него тоа не му е уресор, али загрижен е човекот. А што бил работа? За наталитетот бил загрижен. И вика, јас лично ќе придонесам. Добро, и што? Само вечера не придонесуваме, брат, молим те да завршиме само, може ли? Формирал продешење, па нема веза. Молим. Формирал комисија. И комисија зовија за дигање наталитетот, пошто не му ресор. А комисија направил? Комисија направил и ода до врата на врата и вика, добар ден! А чега што, ајде, ти си тај на врата ше. Добар ден, да ја прашам, ние сме од Министерство за образование, дали имаме керка за клецење? Министерот сака да придонесе за наталитетот. Ја имам керка, ама не знам дали за клецење, да ја прашам. Ајде, пиди, прашам. Ама, оти. Ако му ресор да помени, имам многу работа, емо. Mi u Srbiji, znaš, imamo predsjednika koji se uvek vređa kada mu neko kaže Vučiću pederu. Vidim, pratite scenu. Da, moram da kažem da mi je ovo jedan od najlepših nastupa ove godine, jer od vas 120-150 ovde, koliko vas ima, po prvi put ove godine, sam siguran, niko nije glasao za Vučića. Znaš, niko odavde nije glasao za Vučića, ono. I to kažem, znaš, da se on ljuti kad mu kažu Vučiću pederu, zato što se uvek nakon ovog verske i nacionalne zajednice doda i to nema ljutnja ako neko se prepozna zbog šala na račun seksualnog opredeljenja. Tako da, sve je okej. Ako nešto budem rekao za tebe i tvog dečka, brate, sve super, sve super. Ja znam da si mu ti devojka i da ti on još to nije priznao, ali kako da ti kažem, nije ti za džabe kupio kartu koja je najskuplja. Jeste bili sinoć? Da li je bio neko ko je bio sinoć? Mama mi dade urda i lep, a mene šapčeto me gleda, begaj žabo skok, vovo data kljok. Bravo, vika malal da vi je. Ама за една работа се управо вие, тројцава. Стварно сме империја, бе. Жимилозану јесма. Абе, тој ша напиша песната таа империја, бе, перверзнјак, бе. Абе, сакаше на Европа да ја продае приказна дека као Есма е Олимпија, мајката на Александар Македонски, а Лозано е Александар Македонски, па сега као тие се у некој инцестуозен однос, па после секс, Есма овај Олимпија му вика на Александар: Море, синко, мајчин, како прцаш, ама ај доста ме прцаш, мене оди малку прцај го свето. Turnera po Bosni, priđe nama neki čovek i kaže: Jo, što ste vi super, a niste ni skupi. Pitao sam ovog čoveka što vas je bukirao, kaže: Pa znate da ja više plaćam starlete da samo dođu i da sede u mom kafiću. Te noći nisam dobro spavala.
I odem ja onda na internet, na te portale, kako to zovu, da im u čemu se, brate, radi, ono. I vidim, znaš, i kažem, ma mislim se, čoveče, pa i treba da platiš više da bi video plastičnu osobu, znaš, ono. A i ti portali, to na internetu, to sve. Dobro su to nazvali portali, jer to su stvarno prolazi u druge svetove. Ja sam jednom na tim portalima pročitala, kaže, ova starleta Stanija, čuli ste za nju? Jeste čuli za nju? Pa ne, moguće da niste, ja verujem da one haraju po celom regionu. Stanija, do duše njoj. Mame da udaje, meža duge, beo jabokog, voda da glok. Викам, шо е ова бе, викам? Шо е бе паско ова, викам? Па ова е типична афричка песна на афрички јазик, викам. Донски, вика, се лажеш, глумец, се лажеш. Паско, ајде пушти ме уште еднаш, да ја слушаме пува и па ми ја пушта. Mame da udaje, mene žabduje, beo jabokog, voda da glok. И гледам вака насмеани, вака ме гледаат, ајде ме, кажи. Викам, луѓе, ништо, викам, не разбирам, ова е на афрички јазик. И донски овој ми вика, абе каков афрички, ова е старо македонски, бе будало. Слушај каков е преводот на денешно македонски. И тогаш запеа. Мама ми даде урда и леп, а мен... Бугарот. Бугарчево, ама бугарчево било така малце како шлакнато. Да. Како? Ностоп нешто се пунел. Аз сам прв. Аз прв дојдех тук. Аз измислих топла вода. Аз измислих хладен сладолед. Аз сам прв, им скурчил и на македонеца, и на Србија, им скурчил аз. Па да тебам газ му рекле, разбира. И после тоа од аз плюс газ му дале скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено в българската традиција, Азис, нали, овај. И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал, и по едно време почнал да ги собира јајцава, и вика, шо да правам од јајца, ваќе правам мајонез. Ја Рома не му се погодил мајонезот и Азис го измислил тартар сосот. Гледай, ај чуден човек. Сакал да се вроди, не е нормален. Сакате кога сам дојде. Прво, например, да предпоставиме дека ќе се вработам, така ли? Да. Значи шо, ќе си имам плави картони, така ли? Ќе си имаш плави картони. Значи шо, треба да се разболам. Па ќе ти пропадат плавите картони, брат, треба да се разболам. Значи, добро, ај ќе се разболам. Добро. Уреду. После тоа, разбираш ли, ќе земам еден кредит. Шо ќе ти кредит? Па така сите прават, кога се вработат одма кредит се земат. Добро, и шо ќе правиш тај кредит? Ќе го земам кредито, треба ли да купам кола на старо од Бугарија? Па треба, брат, треба кола. Аз за да купам кола на старо од Бугарија, треба да извадам бугарски пасош? Па треба да ти кажеш. Значи он сака мене бугарин да ме направи. Брат, он тебе сака да те заебе, да те разболи, бугарин да те направи. Болен бугарин! Значи, установихме дека ти не си модерен, ти вработен ли си, брат? И Ивај не е модерен, ти вработен ли си? Не е модерен човек да видите. Ајде да видите, модерен човек. Види го, качи се, види го, модерен човек. Еве, еден модерен, дотеран човек, не е вработен. Ти, брат, така, дотеран. Слушай, плюс тоа, на кошулата има кај да си стае за спонсорите тук, ще ги си. Абе, како се собре черен, повеќе не клеца се обичка. Не, добро, седи, брат. Хвала ти много, Kažem, ljudi, izdeljeni ste, svađali ste se, bio je rat, nemojte to da radite, jer za nas iz Beograda vi ćete svi uvek biti Bosanci. Da.
Tako da, a ovdje je divno, evo, Makedonci, Srbi, mi, bio gospodin Grk, Jimmy se do duše zove, to mi baš i nije nešto grčki, ono. Ali dobro, možda je gastarbajter, jel tako? Tako da, prosto, nikad se ne zna. Ali divno, stvarno divna jedna atmosfera. E sad, što sam ja takav diplomata? Zašto ja prosto volim sve nacije i cenim sve ljude? To sve počinje od vaspitanja u kući. Ja sam zahvalna mojoj porodici. U našoj kući se nikada nije čula jedna ružna reč protiv pripadnika nekog drugog seksualnog opredeljenja, vere, nacije. Ne! Mi smo samo jedni druge mučili. Da. Srpska posle. Pa evo ovaj... Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče da li te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo. Lepa Brena. Ej, ti kad kažeš Lepa Brena, to je bre institucija, jebo. Ona je toliko velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumiješ? Toliko se smijete, znači da je istina, nema veze. Ali, brate, Lepa Brena je stvarno ono ikona prave narodne muzike, folk muzike, ikona feminizma u bivšoj Jugoslaviji, svaka je čast. I njeni tekstovi, oni vidim, čujem ja ovde. Čujem ja tamo devojka jedna kaže da, a dečko je u fazonu ne znaš, čuti. Nikola Rokvić, prelep dečko, predivan dečko. Ja se sećam, devojka i ja smo bili u fazonu ljubavi, ajmo na Nikolu Rokvića. Neću bre na Nikolu Rokvića. Ajmo, molim te na Nikolu Rokvića. Neću bre na Nikolu, molim te, ajmo, ma neću. Ajde, on je tako sladak i divan, ma neću. Ajde, molim te, on je presladak i predivan. Neću bre, ma molim te, ajde na Nikolu Rokvića. Neću bre, smiri se, ali ja obožavam Nikolu Rokvića. Filipe, smiri se, nećemo. Raskinuli smo našu vezu zato što se nismo slagali oko krucijalnih stvari. Kako se vama to ne bi desilo, molim vas da zapamtite. Ako slušate narodnjake, imajte na umu. Aca je Lukas, Aco je Pejović. To da znate. Velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumijete? Toliko se smijete, znači da je istina, nema veze. Ali, brate, Lepa Brena je stvarno ono ikona prave narodne muzike, folk muzike, ikona feminizma u bivšoj Jugoslaviji, svaka je čast. I njeni tekstovi, oni spajaju ljude. Mile voli disko. Pa šta jebote ni... Pazio, Mile voli disko, a ja kolo šuma disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Gete jebeni, brat. Ja ne znam ko je pisao tu pesmu, ali i njemu spomenik da napravite, jebo. Pa je... Znači, ko еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнуење. Еднаш ако се навикнеш на бело одвикнуење, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чај.
Една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се. Одењето по доктори ви е као социјална мрежа. Као Фейсбук. Секојаш си обкружен со луѓе, исто као на Фейсбук си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. Видим, чуем ја овде. Чуем ја тамо девојка една каже, да, а дечко е у фазону, не знаш, чути. Nikola Rokvić, prelep dečko, predivan dečko. Ja se sećam, devojka i ja smo bili u fazonu, ljubavi, ajmo na Nikolu Rokvića. Neću bre na Nikolu Rokvića. Ajmo, molim te na Nikolu Rokvića. Neću bre na Nikolu, molim te, ajmo, ma neću. Ajde, on je tako sladak i divan, ma neću. Ajde, molim te, on je presladak i predivan. Neću bre, ma molim te, ajde na Nikolu Rokvića. Neću bre, smiri se, ali ja obožavam Nikolu Rokvića. Filipe, smiri se, nećemo. Raskinuli smo našu vezu zato što se nismo slagali oko krucijalnih stvari. Леко, ти брат вработени си? Па нормално дека си работел, кај ти пари за карта? Шо? Чекай, вработен и женен, така ли е? Нормално не бре, брат, кредит имаш ли? Де? Брат, кредит бре, пола имаш ли? Настава ли е? Моlim te! Vidi go! Evo, možda da se stvarimo. Dobro ste. Hvala. Znači, установихме дека ти не си модерен. Ти вработен си, брат? И Ивај не е модерен. Ти вработен ли си? Не е модерен човек да видите. Хайде да видите. Модерен човек. Ja. Evo, vidim. Znači se брат. Види го. Модерен човек. Еве еден модерен, дотеран човек, не е вработен,